15 километар југоисточно од Охрид се наоѓа селото Елшани. Уште пред влезот во селото Елшани ние веќе знаевме неколку податоци. Пред се податоци кои се извадени од архивот по Скопијата во 12 век, а ги забележал Иван Снејаров, кога утврдил дека тогаш Елшани се викало како Ела. Мислејќи дека се движиме кон стар насел од средниот век и со надеж дека ќе сретнеме или некој замок или некоја тврдина, нам не остана само чудо невидено да посматраме на модерна населба со свежо изградени објекти, односно домови. Во 150 домаќинства живеат околу 700 жители. Впечатокот од гледката на хоризонтот поинаку се посматра наспроти Охриѓани. Додека овие вториве гледаат горе небо, а долу вода, во Елшани гледаат горе небо, ама и долу небо. Тоа е резултат на вештачкото огледало кога небото се отсликува во целост на површината од Охридското езеро. Може само овој амбиент да го наруши пловен објект, кајче или рибарски брод, а може би и патнички кои секојдневно сообраќајна релација Охрид-Свети Наум. Елшанскиот народ од секогаш скромно живеел, но никогаш не трпел злеб. Но како патници, намерници, она што беше впечатливо за нашите очи, беа напуштените парчи на земја. Очигледно некогаш обработуван, всушност некогаш биле богати со левно жито. Затоа зборува и податокот дека своевремено дури 6 годеници го мелеле елшанското жито. Последната, како ни рекоа, го згаснала својот живот нешто пред 10 години. Викаат волята е најголемото богатство што Господ му го подарил на ова село. Проблемот со водата изванично е решен и 1974 година. Кога истата не само што е доволна за пиење, туку и за наводнување. Само ако има што да се наводнува. Затоа дворните места во село Елшани претежно се заградени, исчистени од камен и искористени како домашна градина. Не многу напорна за обработка на малото парче земја, но толку корисно, зашто по новој простор ќе се роди се. Пиперки, патлижани, пченка, граф, кромпир. Доволно може би да се заобиколи градскиот пазар. Сигурно е дека ова нема да представува единствен извор на приходи. Статистичките податоци изборуваат дека Елшани всушност се вработени луѓе. Или, подобро речено, биле вработени. Овој податок е подкрепен и со сознанието дека во Елшани има многу невработени. Притоа мислиме на 100 млади луѓе во просек на секој семејство по еден возраст. Оно најповеќе што ќе падне во очите на еден патник, намерник, Во многите површини во Елшани се украсени со живо цвеќе. Ние не случајно селото го нарекувме како оаза на цвеќето. И
како што ми рече една соговорничка, има ли нешто поубаво од цвеќе и убав збор? Елшани е пребогата со вода. Од повеќе извори во Елшани во 1974 година најпосле е решен дотекот на вода во Сече и Волна. Таа количина вода не е само доволна за пиење, туку често послужува и за наводнување. 4 продавници работат во селото Елшан и може да се каже дека со основните наменици жителите на селото Елшани се подкрепени. Задоволно е дека центарот на село Елшани е многу причуван од стока и добиток. Просторот наменет за одгледување на овци и стока е надвор од селото. Ева една од спомнатите продавници. Пресметајќи го може би истаниот кадар, каде се посебна заложба на местниот одбор, ете, селската чешма си доби својот изглед. Овде водата секогаш е студена, но навредните домаќинки од Елшани воопшто не им пречи понекогаш да ја искористат и за перење. Во последно време, према нашите дознавања, Елшани се грижи и за еколошките проблеми. Сметот кој што може би доскоро се фрлаше во оваа река или само малку подалеку или на 4 места од селото, сега Елшани поседува урбанизирана депонија за смет. Предупредувањата дека всушност на сметот му е местото таму каде што е зацртано, ќе забележите на повеќе места. Еве едно од тие. Селото Елшани богато е и со громози. Во почетокот на нашите снимци веќе забележавте добри плантажи со грозје, кои што ветуваат добра набивка, при тоа мислиме на црно и можеби на лут. Се разбира, за да се обработи сето тоа постојат 2 селски казани. За да го користите селскиот казан, доволно е минимален надоместок да платите и да го користите како да е собствен. Еве го вториот селски казан. И двата се електрифицирани. Простете, има светло. Со што се бавите? Бочви гледам овде имате. Со бочки се бавиме нешто. Произведувате бочви? И произведуваме. Има ли потрошувачка? Може ли? Слабо има тама, горе долу. Малку се поправува нешто. Може ли да се живее со производство на бочви? Има и потреба народот од таков производ? Му треби на народот, ама пара нема. Нема пара, нема. Нема пара. Само сиромаши народот. Од какво дрво ги произведувате бочви? Ови произведуваме од багре, од дап, од костен, од што да најме такви дрва. Ова е занает кој што умира на некој начин. Умират и тој изумре. Ево имам бајца синој, неќе да прифатат. Че тој се за јадење неќе да прифатат. Тежок занајатот. Јас 70 години и една имам, па го работа, не сега да од работа пак ќе одам сега. Значи ново наследник за вашиот занајат нема? Не, тешко. Тешко. Так. Тешко одлатен. Сакаме вака и учам да прифатат неќе. Долго ли се бавите со бочварство? Па речи си 50 години. Из вашиот живот колку бочви сте направиле? Па да не претерам од 1000 згора. Имам направено 2 куќи, имам направено тој занајат.
Дали се долго трајни, колку ти ми вековно трајни на овие бочви? Може зависити до 100 години. Се разбира уште една потврда дека Велшани гроздето знае да роди. Изразивме жалење што еден прекрасен занает кој што од секогаш докрепел човековиот дух умира. Затоа може би во повеќе наврати се движевме околу прекрасниот храм Свети Илија, што нешто подоцна ќе видиме и во прилика да го посветиме. Во меѓувреме побаравме своевременик. Барајте го првиот човек од Елшани и како знае да се нашават, барајте го селскиот градоначелник. Не знајќи точно каде се најдуваат просториите на досегашната местна заедница, како баравме помош и некоја во најстарата зграда во Елшани, кој би тајмо изненадување најстарата зграда во село Елшани беше подигната 1966 година. Среќата се разбира ни беше наклонета току нам. Местната заедница е местна заедница со 150 домакинства и со околу 700 жители. Што се однесува до проблеми имало и ќе имат, и све оно што забележавте во камерата, све направено од само доприноси, така да малку помош сме имали од општината. Тука спаѓаат во комуналните работи, како што веќе видовте на влезот во селото и од главниот пат, што оди за Светинавно. Патот е веќе направен од негде 78 година и веќе е оштетен. Така да многу пати сме се обраќали да тоа се реализира, да се мало дотера, бидејќи проблеми се имаше со автобусот, кој за пак пат проваде 1993 година, потоа беше стопиран, па после идеше до пола, па потоа веќе со изборите се доби некој автобус, што до некаде ги задоволуват потребите на селото. Проблеми напрво ние да се одвиват со обраќајот, но се надева дека барем овој пат ќе помогнат од општината и да се то доисправи. Што се однесува до другите работи, веќе ние сами го одржуваме водоводот, веќе однедавна и ново изградена депонија, каде што сметот организирано се прибира, така да веќе тоа е на некој начин пак сами од наша страна решено. Со средствата што ги прибираме од водоводот, како и што веќе забележавте, се реновираат постоечките резервари за вода, како што е тоа во сред селото, па големе што векне на картажот исто така се со наши средства то направено, така да со оние средства што ние ги прибираме, гледаме да ги реализираме колку што е можно. Во оваа криза се гледа дека многу не е можно. Зборуваме од вашата просторија, наречена канцеларија на местната заедница, што до скоро и неја поседувавте. Па точно тоа местните заедници постојат негде, јас колку што имам слушнато, од 74 година
Така да просторија не сме имали никогаш ние. Се користеле така за соби училиштата. Однадамна со пробаѓањето на афричка трговија и со издействување наше, не беше остапена старата просторија, поточно го користеа во последно време простор како магазин. Па ние нешто таму издействувавме, го реновиравме, набавивме столчина, собирна маса и биро, така да и оваше волонтерска работа да ја вамиме тука. Која е најболната точка од ова селска населба и кои приоритетни задачи се планираат за реализација? За реализација веќе спомнав. Патот ни е еден проблем, што по целото веќе тој проблем двете кривини, што мора да се то дотера да на некој начин идат и голем автобус, а не минибусот. Како прво. Второ, во селото немаме амбуланта, исто тоа е побарано да се заангажираат општинските раководители, а побарано и до агенцијата за неразвиени подрачја да ни доделат средства, така да како би добили амбуланта. Амбуланта е барано уште многу одамна. И досега не е реализирано, се надеваме дека ќе се реализират и тоа. Па видовте сами дека нашето село не е иселено, а една причина што не е иселено е што водоводот е многу одамна изграден и што има овде вода, така да и покажувањето на постарите луѓе, едина пречка за неиселувањето е што постои доста извор. Односно, основните услови за живот се исполнети. Па точно, кај што има вода има и живот, така рече. Од што живее овдешниот народ, господин Ламески? Овдешниот народ претежно е работен во општинските фирми, малку се во странство, доста се и неработени, како и што сум јас неработен. Данешто автобус, минибус, рече нашиот соговорник, многу имаат. Во летниот период 3 линии во денот, а кога децата ќе на училиште ги има повеќе. На секој извор вообичаено е елшени да направат и поилиште, се разбира за добиток. Таков е случајот, ето и со третата чешма, кога поилиштето е незаменливо и за луѓе, ама и за добиток. Една од веќе забранетите селски депонии ја гледате. И пред малку издвоениот сточарски дел. Според најзанимање викаат сточарството на Елшан, меѓутоа секоја куќа понешто и чува. Во овој дел од селото навистина најдовме на контрадикторност. Делови кои што служат за припомош на селскиот работник, но и изненадување производ од современата цивилизација. Избите да ги наречеме беа празни, без стока, зашто, како ни рекоа, овците се напасени планина. Елшан не е пребогат крај со трева за да има и премногу овци, но ако се соберат сите, тогаш ќе се набројат најмалку 1000. Разбира, исто така представува дел каде што се носат старини кои што си го одработиле своето но затоа че има место за старите тракторски машини
и ќе стојат испразнети селските гулна, каде што не се вршело најмалку 30 години. Се огледна стремниот терен, игралиште од универзален облик е добро дојдено за елшани, зашто тие навистина знаат да спортуваат. На терен може да се игра на фудбал, одбојка, кошарка и спортови кои што се својствени за младите. Во селото Елшани всушност постоел и фудбалски клуб. Иако на крајот од краиштата дворното место од училишниот простор не е толку мал за спортување. Ево навидуваме на една од двете училници, каде што се разбира токму денес истите беа празни, но нема да се случи истото на 1 септември. Денес во Елшани нема рибари, но не значи дека истите не се творци на рибарството. И тоа далеку како ни тврдеа од пештарци. Дека Елшани полно со изворска вода и квалитетна вода, не само за пиење, туку и наводнување, ќе да кажеме уште со видени 3 до 4 извори. Најпосле погледнете нешто традиционално и најубавото од Елшани, народна носија. Една ваква носија сами си ја изработувале. Дали тоа значи дека и оваа носија што е на вас сами сте изработиле? Пред колку време токму оваа носија ја изработивте? Ние, од кога ти се ставиле момици за народен борс, ние ова го правим. Тоа преведено во години сигурно има 50 или 60. Оќе. И сигурно е дека со посебна желба и ќе чувате носијата и во облик на поколение, да ја предадете некому. Носија ќе имам. А простите младите немаат обичај да носат носија. Не сакај тоа. Ќе им остане само како спомен изгледа од вас. А зошто по ваше мислење денес носијата отпаѓа на некој начин од мода? Младија не сакаат. Викате малку напорна за одржување, нели? Не сакаат младија. Ја имам на невестава правено и на момичите, не сакаат. Храмот Свети Илија потекнува од 1859 година. Се ова што е изградено е во поново време. Односно, старата градба е заменета со нова, зашто токму во оваа просторија некогаш било училиште. Токму овде, во храмот Свети Илија, има простор во изобрст. На крајот од краиштата и како соборен центар истиот почесто служи. Воопшто не се сомневаме дека во храмот Свети Илија влегле добри ученици од христската школа.
Старите икони зборуваат дека Елшани од поодамна знаеле да ја негуваат православната култура. А е тука и зборувањата дека новиот храм Свети Илија подигнат пред повеќе од 1 век поставен е на стари темели од некоја црква со слична култура. Духовна вредност што Елшани љубоморно ја чуваат и ја одржуваат. Ева прекрасниот храм Свети Илија во Елшани, екипата на телевизија Молис го проложи патот да ги погледнеме овие кадри за последен пат од оваа посета, зашто при слегувањето према Охрид ќе ни следи уште една посета од црквата Свети Мигина. Слегувајќи низ селото Елшани, уживавме во призорот капење на сонцето во Охридското езеро и тоа на оној начин како што може да се забележи само од ова прекрасно село на цвеќиња, како што го нарековме. Само што до Свети Мигина моравме да појдеме пешки. 150 на метри над асфалтниот пат. Црквата Свети Мигина не дочека со отворена врата, иако претходно дозволи малку да уживаме во гледката што ни се нуди околу ова прекрасна црква, изградена во поново време. Просторот богат со вода и овде не е запоставен, а во Свети Мигина, како и мува да не влегла. Прекрасна хармонија на иконографијата и побожните елементи, кои што пак да речеме отворено го очекуваат секој патник, намерник и дозволува да се восхитува на она што го направиле елшанци. А добро забележавте, тие тоа знаат да го сторат, благодарејќи на традицијата што ги следи со векови. Овде сами си се послуживме со свечи и си ги запаливме за здравје. Секој патник намерник е добродојден во неговиот храм. Ова е последното место што ќе ни остане во долго сеќавање од посетата на Елшани, прекрасното Охридско село, кое што, ете, по некоја случајност, веќе посакуваме да се вратиме пак на неколку часови престој во Елшани. Советени со здравје, елшанци.